МРТ е најголемиот плен на политичко-медиумската мафија. Во изминатите 14 години МРТ има исто раководство кое го има претворено во бунар без дно за приватни копродукции и приватни маркетинг агенции. Денес 80% од програмата на МРТ е во копродукција. Тоа значи дека постојат емисии за кои МРТ обезбедува камери, луѓе и сите други услови додека самиот продукт е на копродукцијата. МРТ потоа плаќа новие приватни фирми за да ја емитува таа програма. МРТ набавува опрема која потоа завршува во рацете на копродукциите на МРТ, дури Метео програмата е во собственост на копродукција. Токму заради овој конфликт на интерес, во статутот на програмскиот совет кој треба да го избере новиот директор се вели дека тој не смее да биде собственик на маркетинг агенција. Но сега на овој конкурс имаме човек кој ќе биде избран за директор на МТВ, кој до 1 март бил собственик на приватната маркетинг агенција Grey Worldwide. Овој човек треба да ги однесе директно парите од копродукциите и од сделките во МТВ директно до Мицковски. Тој човек се вика Зоран Ристовски. Маркетинг агенцијата Grey Worldwide со години добива тендери од озлогласената државна лотарија за државна лотарија да се рекламира преку нив. Но начинот на кој што државна лотарија се рекламира отвара многу прашања. Ако пример посетиме еден небитен сајт за кој најверојатно немате чуено, popara.mk, ќе видите дека на самиот хоумпејдж на сајтот има безброј банери и реклами за државна лотарија. Зошто државна лотарија би се рекламирала на сајт на кој нема посетители? Одговорот лежи веројатно во следните неколку чекори. Mediacom Doyle е друштво за продукција на ТВ програма кој управува со popara.mk. За собственик фигурира лице со истото презиме како Зоран Ристовски, но за мејл за Mediacom Doyle имаме мејл со домеин grey.com.mk. Овој домеин можеме да го најдеме и во тековната состојба на Grey Worldwide. Во Македонија се чини дека преку магија се создаваат можностите. Но мислам дека една многу реална можност која Grey Worldwide веројатно ја имала, а тоа е да ја рекламира државна лотарија директно на МТВ, отворила нови перспективи за овие бизнисмени. Затоа во четврток на инструкции на ВМРО ДПМН и на Мицковски, МРТ треба да добие нов директор, кој шемите за копродукции ќе ги пренасочи директно кон Мицковски. Меѓу другото, Зоран Ристовски е и конзул на Гвинеја. И тој, ако биде избран за директор, не може да биде истовремено и тоа затоа што има неспојивост на функција. Многу прашања се поставуваат, а шемата е јасна, која треба повторно да го зароби јавниот сервис. Недостатокот на објективно информирање, недостатокот на културна програма, дегенерацијата на целиот медиумско информативно забавен простор е продукт на канџите на приватните интереси кои се зариени во МРТ. Затоа имаме 24 часа да создадеме притисок врз програмскиот совет кој го избира директно собранието. Програмскиот совет мора да бира според државниот интерес, а не интересот на Христијан Мицковски. Затоа на овој мејл можете во следните 24 часа да му пишете на програмскиот совет и да кажете дека вие како граѓани на Република Македонија барате објективен избор од нив. Предолго општеството е киднапирано на секаков начин. Предолго чекаме демократизација на процесите. И тие нема да се случат се додека остануваме неми на сите процеси кои се веќе предодредени, за да ги нахранат најситите и за нас да не остават во мрак.